Почитувани, и повторно медиумите и социјалните мрежи вријат со нов скандал поврзан со рекетарскиот октопод. Според објавеното, доверливи информации од безбедносна служба незаконски били изнесувани за со нив да се уценува познат бизнисмен. Ова е скандалозно. Дали на тие информации и фотографии имало незаконски действија, не знаеме, но самиот факт што тие не се процесуирани, туку се предадени на рекет октоподот, говори дека Заев ги има ставено сите институции во функција на лично богатење и политички притисоци. Доколку на Вилма Русковска и треба скоро 4 месеци за да отвори истрага за рекет преку СЈО, колку ќе и требаат за да истражи дали постоеле незаконски действија со малолетнички и дали тие се прикриени само со исплата на огромни суми пари. Кои се блиските соработници на Заев што имале допир со доверливи материјали во поранешната УБК, а кои што се негови функционери, кои се материјали можеле да му ги достават на Боки 13. До сегашното искуство вели дека нема зошто да не се верува дека во телефонот на Боки Тредичи пишува "Многу си го обрал, друже", и дека таа порака не е од главата на октоподот. Русковска, постои ли таква порака? Од кого е и во кој период е испратена? Ако постои како порака, дали е тоа испратена од Зоран Заев? Јовески, Русковска и правосудниот систем ја навредуваат интелигенцијата на јавноста со своето неделување и селективност во расчистувањето на рекетот. Месеци мина, додека не почна постапката против Боки Тредичи и Зоран Кичеец. Месеци мина, а не беа и оние истекувања, да не беа оние истекувања низ странските медиуми со гласот на Катица, и таа се уште ке шеташе по одмори или медицински установи. Правосудството во пупката на Заев игра само на една карта. Како да го заштити октоподот и неговата глава. Па почитувани, скандалозно е однесувањето на обвинителството, скандалозно е однесувањето на судот, скандалозни се одлуките кои што се носат, скандалозни се изјавите на Заев во обид за амнестија на Јанева дека можеби таа и не земала пари. Преземањето мерки за рекет не е само услов за Европската Унија. Рекет е услов за мир и правда во земјата и стабилизирање на колапсот на економијата. Истрагата што се води е целосно компрометирана. Наместо да се затвараат дилеми и шпекулации, секојдневно излегуваат нови детали за прикривање на докази. Одговорност за ваквото поигрување со правдата и законите мора да има и ќе има по поразот кој што го чека на изборите. Целосно ќе биде расцветлена улогата на Заев во рекетот и на сите негови функционери. Ви благодарам. Имате ли прашања? Дали може нешто, ако има прашања во врска со темата? Молам? Има низ медиумите, има низ социјалните мрежи. А во каква врска се тие малолетнички? Што пишува? Што вели случајот? Проверете ги информациите, пишува дека се злоупотребени информации кои што поврзуваат известни активности на познат бизнисмен со малолетнички и дека тие информации се изнесени од безбедносни служби само и само во насока да биде изрекетиран бизнисменот кој што бил уловен во такви информации, доколку се точни информациите, меѓутоа тоа мора да го каже Русковска, тоа мора да го каже обвинителството. Има ли прашања вон тема? Ајде, повели. Добро. Што очекувате од таа средба? Дали конечно ќе се финализира некој договор за законот? Пред се очекувам сериозност од власта, да покаже сериозност за моментот, сериозност кон прашањето и да се избегне онаа практика секој исчекор понатаму да биде дека не важи, да го фати заевизмот и да се вратат на почетните ставови. Утре. Многу поважно е прашањето каков ќе биде односот на власта кон ова прашање. Дали ќе покажат сериозност на средба на работните групи и потоа на лидерската средба и дали ќе се надмине онаа болка секој исчекор понатаму да се врати на почетните ставови. Дали мислите
закони ќе ги покажат. Значи, организирање на предвремени избори беше еден од условите за одржување на лидерска средба. Дали сте спремни за компромис со власта околу законот за јавно обвинителство? ВМРО ДПМН и досега покажала дека се што е во интерес на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија активно учествувала и придонесувала кон подобрување на состојбите и кон напредок на државата во евроатлантските интеграции во однос на носење на закони кои што навистина носат квалитет во понатамошното делување на државата. Секако, тоа не е безусловно и не може да се подржи било каков законски текст, само и само да се каже дека е донесен законски текст. Дали бевте близко до моментот кога се објави писмото на Јанева? Дали бевте поблиско колку сега? Откако се пошто имаше такви информации дека тоа писмо ги демотивирало вашите членови на вашата работна група? Според информациите кои што ги имам, а и дел од нив беа објавени, веќе бил постигнат компромис околу законот за јавно обвинителство, меѓутоа веќе следниот момент власта се повлекла на почетните позиции. Зошто? Знаете зошто? Тоа ќе прашате во Министерството за правда. Дали за ВМРО е прифатливо предметите на СЈО да бидат префрлени на јавното обвинителство? Тоа беше и едно од кажувањата на ВМРО ДПМН дека предметите треба да, односно се она што било претходно до оној легален момент на постоење на СЈО да се префрли во јавното обвинителство, а понатаму јавното обвинителство си распредели кој каде ќе биде. Начинот на кој што сега се врши ова префрлање со писмо од притвореник кој што управува со еден ваков многу важен материјал е апсолутно нонсенс за кој што мислам дека правната наука ќе го изучува во иднина. Замислете притвореничката во моментов да издаде налог за апсење на Зоран Заев. Дали треба да се спроведе? Несериозно го прашувам ова. Има ли други прашања? Ви благодарам.